Македонските превозници повторно се соочуваат со проблеми со рестриктивниот престој во земјите на Европската Унија. Иако претходно беше постигнат договор, тие велат тоа воопшто не се почитува и од септември, кога им истекува дозволениот престој во земјите од Шенген зоната, многумина од нив ќе се соочат со проблемот да не можат да влегуваат во Европската Унија. Со ова се соочуваат не само македонските, туку и превозниците од земјите од регионов, како што се Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Билјана Муратовска од Макам Трансат во 21 изјави дека утре на заеднички состанок ќе изградат став какви мерки ќе преземат, што не е исклучено повторно да се организираат блокади на границите. Овој пат тие може да бидат и порадикални со сите клучни точки на Западен Балкан, со што ќе запре и снабдувањето меѓу Европската Унија и Југоисточна Европа. Све е можно, значи не е ништо надвор од, како се вика, договор. Меѓутоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Утре се собираме секоја своја страна со искуствата на терен што ги има, да можеме да изградиме некоја стратегија подобра него што е во моментот. Проблемот трае од октомври минатата година, кога Европската Унија започна со рестриктивни одредби за престој да важат и за камионџиите од земјите надвор од Европската Унија. Иако во април годинава беше постигнат договор со кој беше предвидено бришење на претходно поминатите денови во Шенген земјите, возачите велат дека тоа не се применува. Имаме на некој начин различни случаи. Кај нас има случај да на неколку гранични премени погрешни денови им, кои што им се слободни на возачите сега според електронскиот систем и тоа го пријавивме, непративно исто во Брисел. Например, во Хрватска им викаат напише 15 дена, во Маđарска ќе влезат им викаат 40 дена, што е различно. На почетокот на годинава превозниците од регионов организираа блокади на границите, со што се запре камионскиот превоз низ Западен Балкан. По неколкуте преговори беше постигнат одреден договор кој не е трајно решение, но се покажа дека и тоа не се почитува. Пред известно време министерот за транспорт и врски Александар Николовски изјави дека Македонија самостојно го решава правилото 90-180 кое се однесува на престојот на возачите во ЕУ. Во јули месец тој изјави дека со 8 земји овој проблем е решен, меѓу кои Швајцарија, Хрватска, Романија, Бугарија, Грција, а во финална фаза бил договорот со Словенија, Австрија и Германија.